Почитувани, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. Земјоделците производители на пченица се едногласни во барањето откупната цена за килограм да не биде под 12 денари. Доколку откупувачите не се во можност да плаќаат по толку, се бара разликата до бараната сума да ја исплати државата. Државата не смее да дозволи уништување на домашното производство на лебно жито поради ниските откупни цени, велат земјоделците кои и годинава мака мачат да ги покријат производните трошоци. Лошите приноси од овогодишната реколта можат да се релативизираат со обезбедување минимална долна граница под која нема да се оди при откупот на пченицата. Таков е ставот на земјоделските здруженија според кои досегашната цена меѓу 7 и 9 денари за килограм била понижувачка и дестимулирачка. Нивна оценка е дека државата мора да води грижа за да се заштити домашното производство и да спречи неквалитетен увоз на брашно. На заедничка средба на земјоделските производители било утврдено предлог барање за минималната откупна цена на килограм пченица. Последниот предлог е да цената на пшеницата биде 12 денари. Тоа го прифатија сите, скоро сите земјоделци, производители. Меѓутоа млинарите ништо не се изјаснија. Имавме состав на подсекторската група, дека присуствува сите членови на подсекторските групи. Имаше една добра дискусија, различни предлози. Сите тие предлози има записник, тај записник го доставивме до министерот. Очекуваме да министер не повика и заедно со млинарите, преработувачите и производителите да имаме заеднички состанок и да донесеме една заедничка одлука на задоволство и на производителите и на преработувачите. Со оглед што мелничко-преработувачките капацитети не прифаќаат да ја плаќаат откупената пченица по оваа цена, земјоделците се свесни дека тешко ќе може да се најде заеднички јазик меѓу двете страни. Поради тоа бараат помош и од државата. Разликата меѓу цената што ќе ни ја понудат млинарите и нашата понудена цена од 12 денара треба да ја надокнаде државата, владата. А колку ќе биде таа цена, треба да се утврди. Ние не сакаме да тоа паушални износи да кажуваме. Има се стручни лица, што може тоа е експерти за производство, за промет, млинарска индустрија, се да каже колку ќе биде таа разлика. Земјоделците велат дека ниту квалитетот, ниту приносите кај житата во Македонија не можат да се изедначат со оние во високопродуктивните земји од соседството, меѓу кои најголем конкурент е Србија. Сепак, едно од нивните барања е да се спречи увозот на неквалитетно бело брашно, затоа што се прави директна и нелојална конкуренција на домашните производители. Годинава приносите кај житата во Македонија потфрлија за 50 до 70% од просекот, односно се жнееја по околу 100 до 120 килограми пченица од декар. Истече рокот за пријавување на земјоделците за добивање финансиска подршка преку ИПАРД-2 програмата. Во Кочанско се поднесени 12, што главно се однесуваат за набавка на трактори и друга приклучна механизација. До крајот на продолжениот рок, што истече минатата недела, вкупно 59 барања поднеле земјоделците од источниот регион за средства од ИПАРД-2 програмата. Најголем број од пријавите се од земјоделците во Штипско и Делчевско, додека во Кочанскиот регион поднесени се 12 барања. Сите се од индивидуални земјоделски производители и се однесуваат на набавка на трактори и друга приклучна земјоделска механизација. Во вкупниот број поднесени барања се опфатени и оние од двете соседни општини Зрновци и Чешиново-Облешево. Од регионалниот центар на Агенцијата за поддршка на развојот во земјоделството велат дека интересот е во рамките на очекувањата, иако дел од средствата што биле планирани со ИПАРД-2 програмата засега ќе останат неискористени. Интерес има кај земјоделците, најмногу аплицираат за набавка на земјоделска механизација и опрема по мерка за поддршка на примерно земјоделско производство, земјоделски стопанства. Помал интерес има во втората мерка кај што се преработките на земјоделските производи и најмал интерес има во мерката за рурална диверсификација. Неодамна завршениот оглас беше прв за годинава од обновената ИПАРД-2 програма, која предвидуваше мерки за аплицирање во повеќе сектори. Кон крајот на годината можно е да биде објавен уште еден оглас, поради што се очекува да има повеќе апликанти. Пролонгирањето на првиот рок за поднесување барање за финансиска подршка од ИПАРД-2 програмата покажа дека на земјоделците им се потребни повеќе од 45 дена, колку што траеше јавниот повик, за да ја соберат потребната документација и да аплицираат.
Поради тоа, пријавувањето беше одложено до крајот на минатата недела, што возможи наместо почетните 10 да се пријават вкупно 60 земјоделци. Општина Виница планира да вложи над 900.000 денари за земјени работи пред изградба на улици. Деновиве заврши рокот за избор на изведувач на градежните работи, пошто се очекува тие да започнат кон крајот на летото. Локалната самоуправа на Виница до крајот на годината ќе преземе активности за изведба на земјени работи во изградбата на улици во населените места во општината. Деновиве заврши тендерската постапка за избор на изведувач кој треба да ги реализира предвидените задачи за ископ, порамнување и набивање на земјената површина од коловозите. Вкупната сума за завршување на работите е планирана на околу 920.000 денари, средства што се обезбедени од општинскиот буџет. Според техничката спецификација, во документацијата на јавниот повик ќе се работи на машински ископ на земја и насипување и набивање песок на неколку улици во Виница, како и во населените места Јакимово, Калиманци, Драгобраште, Крушево, Градец, Грљани, Виничка кршла и Црн камен. Во спецификацијата не е наведено дали сообраќајниците на кои ќе се работи ќе се подготвуваат до фаза за нивно подоцнежно асфалтирање. Инаку, проектот за изведба на земјени работи во населените места е дел од годишната програма за изградба и уредување на улици во руралните подрачја и се реализира етапно. Доколку целата постапка помине без проблеми, се очекува градежните работи во градот и во 8 села да започнат кон крајот на летото, а изведувачот има рок од 3 месеци по подпишувањето на договорот да ги заврши комплетно. Комуналното предпријатие Водовод го одложува купувањето на нова пумпа за транспорт на геотермална вода. Поради одредени пропусти во тендерската документација, прекината е постапката за набавка на опремата вредна близу 12.000 евра. Се одложува набавката на нова транспортна циркулациона пумпа за геотермална вода, што ја планираше комуналното јавно предпријатие Водовод пред почетокот на предстојната грејна сезона. Од Бирото за јавни набавки потврдија дека биле констатирани одредени битни пропусти и недостатоци, поради што пред самото отворање на пристигнатите понуди целата постапка е поништена. При тоа, конкретно не е наведено во што се состојат пропустите, но најверојатно тие ќе морат да се исправат пред да може целата процедура да се повтори. Во текот на периодот за поднесување пријави од заинтересираните фирми кои се понудувачи на опремата, имаше одредени прашања за нејасноти околу техничките карактеристики на пумпата, што најверојатно е и една од причините за поништување на постапката. Инаку, комуналното јавно предпријатие Водовод планираше со набавката да обезбеди нормално задоволување на потребите на сите досегашни корисници, кои како енергенција користат топлата вода со која стопанисува предпријатието. Со јавниот повик за набавка на опремата беше планирано да се потрошат околу 740.000 денари без обврските за данок на додадена вредност. Според техничката спецификација, пумпата треба да обезбеди пренос до 75 литри вода во секунда преку постојниот геотермален цевковод. Освен опремата, фирмата што ќе се јави како понудувач требаше да ја обезбеди и монтажата и придружните материјали за неа, како и тестирањето на пумпата пред почетокот на користењето. Со оглед што известувањето за прекин на постапката пристигна неколку часа пред да истече рокот за поднесување пријави, процедурата на тендерот најверојатно ќе мора да се повтори откако ќе се коригираа податоците во техничката документација. Повеќе години стои во место проектот за изградба на дом за стари и изнемоштени лица во Кочани. По презентацијата на идејниот проект и најавите дека преку јавно-приватно партнерство ќе се бара инвеститор што за 3 години би го завршил објектот, досега немаше други активности. Поминаа точно 3 години од презентацијата на идејниот проект и од најавите дека до почетокот на 2018 година во Кочани ќе биде изграден домот за стари лица. Иако локалната самоуправа уште во периодот кога проектот беше само како предлог ја одреди и локацијата на објектот во округот на поранешната касарна, тоа не овозможи негова реализација во предвидениот рок. Во меѓувреме, подготвителните активности подзастанаа, а објектот се уште е само на хартија. Уште во ноември 2012 беше речено дека Сдруженијето на кочанските пензионери и општината се најнапред во регионот во активностите за изградба на дом за сместување стари лица.
Во 2015-та пак, во јавноста беше представена видеоанимација и макета на објектот, при што од локалната самоуправа имаше најава дека една од можностите тој да се изгради е со јавно-приватно партнерство, со што Кочани би била прва општина во источниот регион која ќе располага со старечки дом. Ќе биде едно дело кое што засега го немаме никаде во источниот регион, почнувајќи од Куманово до Гевгелија, кој што ќе содржи 144 места и кој што ќе биде изработен спрема сите норми кои што ги пропишуваат прописите во градежништвото и во одржувањето и згрижувањето на старите и изнемоштени лица. Со ова е завршена првата фаза во делот на проектирањето, останува за понатаму да заеднички се погрижиме за реализација на овој проект. Подршка за изградбата на старечкиот дом во Кочани беше дадена и од Министерството за труд и социјална политика, од каде беше дури и оценето оти се работи за одличен проект што заслужува внимание. Ние и како Министерство претпоставаме дека и владата има интерес за изградба на таков еден објект, а претежно ме задоволува што тоа ќе биде во регионот во Источна Македонија, што значи досега не е било такво нешто и не само за Македонија, тоа ќе биде и за целата држава така корисно. За изработката на техничката документација за домот за стари лица во Кочани беа потрошени околу 2 милиони денари, од кои дел се обезбедија преку Центарот за развој на Источниот плански регион. Освен изработката на главниот проект, со овие пари требаше да се направат и потребните геомеханички и асеизмички испитувања на земјиштето каде што треба да биде лоциран објектот. Почетните пресметки покажаат дека за негова изградба и комплетирање неопходна е сума од 1 милион и 320.000 евра. Со оглед што тие пари општината ги нема, прашање е дали ќе се изнејде заинтересиран инвеститор за реализација на проектот или сепак тој ќе остане само на макета. Поради зголемената потрошувачка на водата за пиење и понатаму е во сила апелот од комуналното претпријатие Водовод за нејзино рационално користење. Од градскиот водовод се испорачуваат максимални количини вода и засега не се планирани рестрикции. Со оглед што трае критичниот период кога е регистрирана зголемена потрошувачка на вода, комуналното претпријатие Водовод продолжува со апелот до потрошувачите рационално и наменски да се користат количините со кои располага водоводната мрежа. Од претпријатието потврдуваат дека максимално се ангажирани сите расположиви капацитети за да може да се одржува состојбата во рамки на нормалата. Временските услови во последните неколку денови влијаат за зголемување на потрошувачката и просечната испорака се движи по околу 200 литри во секунда, што условува дневно да се трошат повеќе од 16.000 метри кубни вода. Апелот за рационално трошење и за спречување на нелегалното користење, односно на кражбите од водоводниот систем, во изминатите години до некаде даваше ефект, иако состојбата беше далеку од стабилна. За да се влијае дополнително врз однесувањето на потрошувачите, од комуналното претпријатие велат дека ќе се организираат контроли на терен, при што, освен предупредувањата, ќе има и санкции за лицата кои ненаменски ја трошат водата од водоводната мрежа. Во Водовод очекуваат и помош од граѓаните да пријават случај во кој забележале непотребна потрошувачка на водата од страна на нивни сограѓани. Следува информацијата од спортот. Во рамки на подготовките на ФК Осогово за предстојното првенство во втората лига Исток се одигра првиот пријателски надпревар. Викендов на стадионот Никола Мантов гостуваше второлигашот Борец од Велес, кој ја победи домашната екипа со 3:0. Премногу силен противник беше екипата на Борец од Велес за кочанскиот второлигаш Осогово во нивната меѓусебна пријателска средба што во саботата се одигра на стадионот Никола Мантов. Велешани се покажаа како цврст и солиден тим кој со право се вбројува меѓу кандидатите за освојување на првото место во наредното првенство на втората лига. Победата со 3:0 е најдобра потврда за тоа, иако според прикажаната игра домашните можеа да доживеат пораз со помала гол разлика. Гостинските фудбалери својата надмоќ ја покажаа од самиот почеток на средбата и добрата игра ја крунисаа со водство од 1:0 на крајот на првото полувреме. Во вториот дел ги постигнаа и другите два гола, со што ја осигураа победата. Домашниот тим пак, кој е осетно подмладен во однос на претходното првенство,
не можеше посериозно да им се спротивстави на фудбалерите на Борец, иако се виде дека имаат желба за игра и за дуел. На жолто-сините во моментот им недостасува искуство, поради што неопходно ќе биде во своите редови да добијат засилувања, што ќе им го донесат потребниот квалитет. Кочанскиот второлигаш ги продолжува подготовките со одигрување на преостанатите два договорени пријателски надпревари. В среда во Кочани ќе гостува праволигашот Силекс од Кратово, а в сабота пак Осогово ќе патува во Струмица на пријателска средба со стариот ривал и нов второлигаш Беласица. Информацијата за времето е воедно и последната информација во ова денешно издание на Вестите. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.